Малиот број на јавни обвинители, недоволните буџетски средства, но и ажурност на судските служби остануваат главни предизвици кои ги нотира Советот на јавните обвинители во годишниот извештај за 2025, кој беше разгледуван во Собраниската комисија за политички систем. Председателот на Советот Башким Селими вели дека најголем проблем е немањето кадар, кое води до неажурност на постапувањето по преставките. Согласно одлуката за определување на бројот во Република Северна Македонија треба да има 261 јавен обвинител. Меѓутоа, состојбата од 31 декември 2025 година функцијата ја извршува вкупно 194 јавни обвинители, односно 67 помалку од предвиденето. Во основните обвинителства недостасуваат околу 24% од предвидените места, а во висшите обвинителства 30%. Истите предизвици се нотирани во извештајот за ланската година за државното јавно обвинителство. Иако обвинителот Савески не се појави пред пратениците, обвинителството си даде позитивна оценка за својата работа, но признаваат и релативна ажурност во работењето. Јавното обвинителство, односно сите јавни обвинителства во Македонија, во текот на 2025 година работата ја извршиле законито, стручно, меѓутоа со недоволна и релативно оценето како релативно постигната ажурност во постапувањето. Дали ние како јавно обвинителство сме задоволни од тоа? Не. Тоа е една статус-кво позиција која што не е добра. И власти и опозицијата му забележа на републичкиот обвинител што додека се дебатира за работата на обвинителството, тој не дава рапорт пред собранието кој го бира. Но меѓусебно се скара кога обвинителството постапувало повеќе и за кои функционери се отворени повеќе случаи. За 2,5 години вие не можете да процесуирате ниту еден случај. 2 случаи на организиран криминал имате каде што во прашање се високи функционери. Двата вие против функционера од ВМРО ДПМН и од Социјалистичка партија. Вие немате се уште против функционери на Социјалдемократскиот сојуз. Треба да има боја тој што е виновен. Или вие правите таква, дајте ни луѓе, ви чекаме 2 години да ги затворите. Значи, треба да зборувате за ефикасност, за тоа што треба да направат, а не која политичка треба да затворат, која политичка партија, за вие да бидете задоволни. Иако најавени, Матичната комисија за политички систем не ги разгледуваше извештаите за судски буџетски совет и судскиот совет, бидејќи председателот Александар Камбовски не се појави да го образложи. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.